Во овој автобус се слуша Фортуна и Sky Radio. Македонска забавна, но тивка музика е на репертоарот изминативе 10 години. Господинот Алексов е диџеј во својот автобус. Пробува да ја прилагоди музиката во зависност од периодот во денот, но најчесто пушта, како што вели тој, нормална музика. И македонска и српска и така. Тие тивки музики. Нормална музика. Имало ли некоја побарувачка од патниците? Мајсторе, пушти глас или намали или смени станите? Како да ви кажам, ретко се десило тоа. Ретко од почетокот пред 10 години кога беше уште ратот кога беше, имаше побарувачки така, значи претежно македонски да се пуштат, српски да не се пуштат и така, ама сега нема врска се тоа. Се пушта по нивни репертоар таму по што е. А за погласно не би рекол, пошто на некој им смета и така. Се забележале ли како им влијае музиката на патниците, дали Да. Нормална убава музика чим се пушта и они се расположени. Наутро, ете, кога имате нека линија порано од Сабајле, дали им влијае позитивно музика? Да, на некој им влијае, некој не. Да ви кажам, а претежно им влијае, пошто претежно на тие две станици пушта тивка музика, убава музика пушта. Например, не е забавна до забавна, има разлика. Например, брза музика, ова тивка музика, спора и така. Оние кои се возат со овој автобус го поддржуваат Саше во изборот на станицата. Музика си е музика, велат граѓаните. Не. Ако е добра музика, зашто? Јас сакам она забавна, народна музика. Браво, шеф. Секоја добра музика. Сакам многу музика, бидејќи имам такви внуки. Многу јако пуштат и пријатно доваѓа. Каква музика сакате? Баш они што сакате вие младите. И мене ми одговара. Турбо фолк ретко пушта. Средната класа на луѓе, вели господинот Алексов, сакаат да ја слушаат оваа музика, додека богатите пак имаат избор во својот автомобил. Хочу да имам пара као Здравко Чолич. Фановима делим слике, смешкам се на женски крике, увек изван политике као Здравко Чолич. Хочу да терам косу као Здравко Чолич. Хочу да живим исто као Здравко Чолич. Kad sam bio... Европски универзитет, Република Македонија. Студирајте европски, знаење за секогаш. Едукативно, универзално, работно, максимално. Во центарот на Скопје, во центарот на знаењето. Факултет за економски науки, Факултет за информатика, Факултет за арт и дизајн, Факултет за правни науки, Факултет за детективи и криминалистика, Факултет за стоматологија. Европски универзитет, Република Македонија, во центарот на знаењето. Ако имате услови, ако имате желба, ако ги сакате животните, ако вашите деца ги сакаат животните, сте размислиле ли да вдомите милениче? Ние сме семејство кое ги сака животните. Бидејќи живееме во куќа со голем двор, помисливме дека тоа би било одлична идеја. Отидовме до стационарот и изборот беше многу лесен. Тоа беше љубов на прв поглед, кога ја видовме нашата конја. Решивме дома да имаме миленик и тоа да биде бездомно. Отидовме во стационарот Врдарешти и се одбравме нејза. Кога ги видов на улица, беа гладни, слаби и изнемоштени. Се наведав и си ги земав. Сега се дел од моето семејство. Бруми е роден слеп. Шансите да преживее сам без помош беа невозможни. Кога дознав за него, го посакав за миленик. Сега го имам најверниот пријател. Јас сум голем љубител на животните. Посебно ги сакам мачињата. Ако ги одберете за миленик во домот, ќе внесат позитивна енергија. За мене бездомните кучиња се најхрабрите борци за опстанок во околината. Ова е Бела, има 12 години, како јас, така моите комши, секогаш се грижиме за неа. Сите овие кученца беа најдени на улица или земени од стационарот Врдареште. Вдомете, спасете живот. Спаси живот и внеси нови насмевки во својот дом.
Само во Бурник Мебел, најголем избор на трапезариски маси и столици од собствено производство, фабрички цени и 3-годишна гаранција. Комплетно уредување на интериери по мерка и сето тоа можете да го погледнете во нашиот салон во Битола, на Широксокак или на нашата веб страна. Само во Бурник Мебел добивате совршенство. Така, го слушнавме господинот Сашо, кој што е возач на приватна 23. Господина Јовановски, ве прекинав. Каква музика треба да се слуша во автобус? Може би по сугестија на Путин? Ке кажете нека. Не, јас нели кажав за музиката, треба да е тивка во секој случај. Моето лично мислење е апсолутно да не е турбо фолк или музика со некои од овие безобразни текстови што се повеќе актуелни по радио и по телевизиите. Нешто се народно, општо прифатено. Да, меѓутоа јас мислам дека и тој аудио систем во автобусите може да биде користен и од друг аспект и така јавниот превоз кубури со приходи да може да се издава како рекламен простор, па тука да се вклучат некакви кампањи од институциите, да се кажуваат некакви корисни совети од невладени организации кои има во делот, например, на здравото живење, безбедноста. Среќен празник татковина оди на дисплеот на ЈСП во новите автобуси. Може би вие ќе излегле со нека таква идеја како господинот Јовановски? Значи, во моментот оди среќен роден ден татковина, подоцна ќе оди мислам, веќе сме во фаза на промена, оди дека влезот на предната врата, малку поука за патниците, влезоте на предната врата, во двокатните автобуси дека на предните скали само се качува нагоре, додека на задните скали се симнува, дека нема стоење на вториот кат. Така, на намината на тие со подруга идеја за друга намена? Тие се со намена да се објавува автобуската постојка што е следна што ќе доаѓа. Зошто тоа не се реализира? Значи, за да се реализира тоа, потребно е да се вгради GPS уред во секој автобус. Ние веќе имаме избрано приватен партнер кој што треба да го направи тоа. Значи, приватна фирма. Се надевам дека во следните имаат рок на изработка околу 1 година. Се надевам дека наредната година. Нели би можело на база на USB да се реши тоа? Не. Значи, тоа не може да се направи така, мора GPS кој што ќе го GPS уред кој што ќе ја препознава секоја автобуска постојка. Така. Во еден дневен весник имате дадена изјава дека врз база на барање на граѓаните за креирање на нови поурбани навики вие го спроведувате овој проект. Какви биле навиките до сега? Не биле урбани? Значи, тоа беше соопштение до јавност кој што го испратив до сите медиуми, не само во еден весник. Значи, поурбани навики, видите, ние се соочуваме со еден проблем во нашето општество и тоа се рефлектира во нашите автобуси, тоа е вандализам во автобусите и креирањето на урбаните навики е неопходно за да се намали тој вандализам во автобусите. Преку музиката може да се придонесе да се подигнати урбани навики и токму затоа го спомнаваш ни тоа. На еден од блоговите на интернет луѓе коментираат дека можеби со тоа техно електромузика без разлика би се разбудила агресивноста кај таргет тинејџери кои што би се возеле во тој автобус и би предизвикала условно вандализам. Вака ние техното што е снимено на USB-то, на CD-то, всушност е меко техно кое што не е од тие пострашни техномузики кои што би покренале чувство за вандализам, а напротив она музика која што пред малку ја зборувавме, која што не би требало да се пушта во автобусите, е токму таа што придонесува за вандализам. Така, господине Јованов, вие? Не знам, мене некако тој вандализмот ми иде заедно со тоа урбани навики и урбано живење. Таму потекнува и таму постои тој вандализам.